Традиционалното закријување на лозијата и запојувањето со вино и ракија токму на Свети Трифун, празникот и заштитникот на лозарите, вчера во празничен амбиент го извршија сите оние кои имаат лозови насади. Во друштво на пријателите по традиционалниот чин на закројување, домакините организираа богата Свети Трифунска трпеза со домашна ракија и вино и со специјалитети на Скара. А пролетниот ден, среде февруари, ги намами да излезат покрај лозијата и помладите, иако големиот празник е привилегија главно на мажите. Малото по површена лозија на Коле Ѓоргиевски, домакински сработено и подготвено за кројање, на секој Свети Трифун ги собира пријателите кои тука уживаат во убавините на природата. За многу години нека дава Господ здраве, среќа, бирикет, да се роде грози повише, да имаме вино, ракија, да се собира. Денеска е Свети Трифун. Сортата ни највише ни е вранац. Вранацо имаме и асталско нешто, али повеќе е вранац. Имаме асталско, имаме афусали, имаме хамбург, кардинал. Многу ни добро роди. Мислам, виното и ракијата се одлични, грози се роди, доволно се роди, убаво биде многу. Во Ризарско Свети Трифун најмасовно се празнува на лозијата над населбата, покрај патот кој води кон пресека. Традицијата и оваа година ја продолжува Маријанчо Иванов Манка, кој оставил работите околу лозијето да ги извршува неговиот татко, а тој е задолжен за закројувањето на Свети Трифунската трпеза. Значи сега сме тука собрани, благодарение на овој ден, времето се погоди многу убаво, традицијата продолжува, значи со другари, со пријатели, веќе го направивме чинот на закројување на лозето со ракија, со винце. Се надевам дека ова дружење ќе помине во најдобар ред. Значи ние сме презадоволни од ланската реколта, значи беше убаво и очекуваме дека и оваа година. Значи што е до нас? Обично земјоделците викаат ние треба да сработиме, Господ треба да го створи родот. Градоначалникот Радко Димитровски ја поддржува традицијата на лозарите, која од година во година е се помасовна и која предонесува за се поголем број млади да ја прифатат и продолжат. Православните верници, добрите домаќини, оние кои што се верни на традицијата, денеска го имаат тоа задоволство да закројуваат дали да се првенствено лозијата или овоштарниците. Сакам да на сите лозари, на сите овоштари им посакам да имаат многу род, да имаат успешна година и да оваквите традиции ги одржуваат што е можно подолго и помасовно. Субвенциите на државата и се подобрите цени на квалитетното грозје предонесуваат се поголем број земјоделци и граѓани да засадуваат нови лозови плантажи, што е добро за развојот на оваа земјоделска гранка. А редестите предели во Кочанската котлина пружаат извонредни услови за одгледување на виновата лоза и производството на високо квалитетни сорти грозје. Пријатното време и празничниот викенд го искористија и оние граѓани кои го славаат денот на влюбените Свети Валентајн. Во саботата вечерта и особено во неделата, угостителските објекти беа преполни со гости, главно млади, кои со заеднички ручек или вечера го одбележуваа празникот на љубовта. Се на се убава празнична атмосфера, како привилегија за двојно празнување во еден ден, бидејќи грозјето, виното и љубовта се взаемно поврзани.